Здраво на сите, во ова видео ќе ви објаснам како јас успеав да ги надминам моите зависности. Сега, во животот имам и пиено, и пушено трева, пушено сигари и ред други зависности, така да овие совети ќе бидат повеќе за тоа како јас ги надминав зависностите, само да знаете дека има и потешки и полесни зависности. Сега, поентава е преку начинот на кој вие ќе се одвикнете од некои зависности, да научите да се контролирате малце подобро себе си и тоа во иднина да ви донесе поголема самоконтрола. Само да напоменам, ова не се медицински совети. Ова се само мои лични искуства од кои се надевам дека вие, како Васко Евтов, се надевам дека и вие ќе ви помогнам јас на вас да ги совладате вашите зависности. Океј, ајде сега почнуваме. Океј, првиот чекор е признавање. Ова може би е најтешкиот дел, бидејќи не секој сака да признае дека има проблем со некоја зависност. Ќе ви дам еден пример. Има еден другар кој што пушеше трева, фиш. Еве ќе направам фиш, ќе направам тука фиш. Он имаше проблем со тоа и кога го прашав дали може да издржи еден ден без фиш, тој ка да бе брат, као не сум зависен, као демек не ми може ништо тие работи, отствари сватив дека човекот не може да издржи ни еден ден без тоа. Имам ја исто многу проблеми со зависности од трева, од сигари, имам зависности од алкохол и ностоп се тешев себе си као демек, нешто не е, ова е само едно или денеска пушев 3 сигари или денеска пушев еден фиш или испив 2 пива, ништо не е страшно, знаеш, пошто го гледате тоа во филм и сите околу вас пушат, пијат и така натаму, и некако се нормализира тој дел и мене тоа не ми се допаѓа, бидејќи се потешко е луѓе да ти признаат дека имаат проблем со одредена зависност, така да ако успеете првиот чекор да си признаете себе си дека вие всушност имате проблем од некаква зависност, како што го реков, фиш, сигари, ова, може би јадење, хамбургери, некој не може да престане да јаде, нели? Така да, ако си признаете, речете, добро, јас имам проблем, ајде да видиме сега што може да се направи во врска со тоа. Идеме на следниот чекор. Чекај да избршам прво таблата. Океј, драги мои ученици, број 2 е прашај се зошто. Зошто? Океј, пред да одиме во подлабоките фази на откажување на некоја зависност, прво треба да се запрашате зошто го правиш тоа. Зошто пушиш сигари? Зошто пушиш фиш? Зошто пијам алкохол? Нели, може би некој го релаксира, некој го опушта цигарата, може би фишот некој сака да избега во некој друг свет, нели, да избега од свет, да избега од себе, нели? Сега, кога ќе запрашаш зошто го правиш ова, треба да запрашаш како ти влијае. Може би алкохолот ти прави проблеми дома. Може би сигарите пушење ти влијае штетно, јас знам дека е штетно. Ти ги жолти зъбите или ти се врти, мене баш јако пушев, имав многу тешки главоболки, знам дека ми влијае многу депресивно некако кога пушев, епсен се осеќав down и кога пушев трева да речеме порана фиш, се осеќав некако надуван и следниот ден ме болеше главата, некако не знаев кај се наоѓам и некако почнав да се запоставувам себе си, онака баш почнав да не внимавам на хигиена, на фризура, онака не ми беше гајле што правам, како ме доживуваат. Луѓето онака едноставно се откажав од све, се откажав од пријателства, се откажав од моите амбиции и така натаму, така да кога ќе прашате како ви влијае и зошто го правиш ова, тоа ќе ви даде малку покомплетна слика зошто всушност го правите тоа и како ви влијае. Океј, другата страна на ова прашање зошто е зошто сакате да се откажете од таа зависност. Да речеме, ќе заштедување на пари, заштедување пари.
Број 2 може да бидете посвесен, нели? Собер, на англиски јазик, добро. Можеби помалку муд свингови, нели, кога пушиш треба или кога пиеш алкохол, се некако во elevated mood, нели? А последниот ден те боли глава, имаш проблеми со расположение, секогаш, нели, кога е некој пијан, може да направи тепачка, може да каже глупости, може би дома не дојде да се кара со сопругата или сопругот, whatever, значи, mood swingovi. Се извинете вака на англиски, полесно ми е некои зборови да ги изразам, треба да поминат пола час дорека се сетам на некој македонски збор, така да простете ми, не сум одамде. Океј, значи рековме. Зошто пушите цигари, зошто пиете, зошто јадете, ви кажав. После другата страна, како ви влие, исто мора да се запрашате како нештото ви влие, сега. Другата страна рековме, кога се откажувате од некоја работа, мора да најдете добри причини зашто го правите тоа. Пример, заштеда на пари, да бидете потрезен, да имате помалку лошо расположение. Така натаму. Сега одиме на следна точка. Да бришам ова ме мрзи најмногу и онака бришам, па пак од поново пишувам као. Океј, број 3. Мора да се запрашате во какво обкружување се наоѓате. Да речеме пример, ако се откажувате од треба, нели, мене што ми се случи, се држав со едно друштво кои што пушеа цело време. И сега во тоа друштво ти колку да не сакаш, нели, пак ќе ти дадат, ќе ти понудат, па или па ако не прифатиш, па нема да те прифатат, они ќе те гледаат као на страна малку чудно, така да тоа да го имате во предвид во какво обкружување сте. Ако сакате да слабите, не одете во кафана. Колку да не сакаш ке пуснеш мезен се, ракија има таму, има скари, мрсни. Многу е битно и во домот, ако се откажувате, да речеме прост пример, нели, ако се откажувате од лоша храна, окей. Многу е битно дома да немате благо, да немате нешто фаст фуд, да немате нешто секаква работа што може да ви го одвлече вниманието, бидејќи што се случува, што ми се случува на мене, седам дома, нешто неам спремено храна, окей, и на крај гледам, отварам тоа шкафот и гледам шкафот, што е да е во кујна, отварам нешто, нели, и гледам чипс, гледам, не знам, Кока-кола, гледам во фрижидер, нели, тоа е многу лошо, бидејќи колку да сте силен, колку да сте ако ви се јаде многу, ако сте гладни, многу е поверојатно дека ќе посегнете по такви некои нездрави навики, така да ништо немајте дома тие. Некој ќе рече, треба гости да ми дојдат. За гости да земеме благичко, таму соли, не знам што. No fucking way. Нема гости ништо. Ја на гости да нешто им брам. Ќе дојдат кај мене као, дечки, можам да ве послушам само со чај, вода и некои здрави закуски што ги имам дома. И толку, може би едно јаболко ќе му дам. И тоа е тоа. Ако не ти се добаѓа, не ми доаѓа на гости веќе, нели? Значи, не купувајте за гости, нема гости, храна, немате ништо дома ако сте алкохоличар или имате проблем со алкохолот, не чувајте пиво дома, било каков алкохол, не чувајте дома. Секогаш има големи шанси да се вратите на алкохолот ако дома имате пивце, ќе речете, да не го фрлам тоа пивото што и да е, го отвараш, ќе го испиеш, ќе речеш, добро, окей, едно, нема врска, само едно, знаеш. Факт, но, ништо нема да купувате дома. Окей. Значи да сумираме оваа точка, ако сакате да вежбате, например, ќе одите во друштво каде што вежбаат. Ако сакате да бидете продуктивни, ќе се дружите со такви луѓе. Ја имав еден проблем со една другарка која што пуши сигари и бедна неколку пати се воземе до Врајање ваму таму и секогаш имаше проблем во кола, бидејќи ја многу ја сакам на неа, многу ја почитувам, меѓутоа она има навика да пуши во кола. И секој возење било каде за нас представуваше голем проблем, бидејќи сака да запали сигара во кола, повели сигари, земи сигара, братко, живеј, еве ти сигара и некако цел ден се замараш со тоа. И затоа реков, многу е поверојатно да ги избегнете тие работи или пак да ги ограничите колку што можете, да не ви представува некоја пречка да се дружите со одредени луѓе, ама секогаш
мислам барем за мене, ако некој пуши трева цело време, јас тој човек немам ништо заедничко, бидејќи тоа не е дел од мојот живот, не е дел од мојата перспектива, не е дел од мојата димензија. Тие луѓе се во друга димензија. Тој што пие алкохол цело време е во тотално друга димензија. Они го гледаат секојдневието преку таа призма. Ајде да се напиеме, ајде да одиме ваму да пушиме трева, ајде да идеме на кафе пауза да пушиме сигари, нели? И сега ти се откажуваш од сигари, им правиш друштво на тие што одат на кафе пауза и пушат сигари, ќе ви биде многу потешко или во најлош случај ќе бидете некако неприфатени од тие луѓе. Така да видете малку обкружување да ви биде понаклонето кон вас, пошто вие сте таа личност која се откажува од нешто и вие сте многу поважни од све ова. Океј, мала пауза, океј, да се напијам вода. Ние приметено на тие другите видеа што ги правев сум као цело време онака нервозен што као жеден цело време, викам ајде сега, пошто се наоѓам во убава просторија тука во една библиотека, каде што ми дозволија 2 часа да користам просторијава и да можам да, нели, да ги презентирам моите тези, нели? Е така. Ајде време се вратиме на работа. Океј, сега влегуваме малце подлабоко. Ова се вика break down the components. Сега на македонски би било break down the components. Значи, не знам, стварно не знам, ајде го напишам на англиски, па ќе ви објаснам што се на збор. Значи, break down the component. Ова иначе многу ми интересно, овој сектор, особено овој дел, е тоа што мене многу ми помогна, а сега ќе зборам повеќе за храната, окей, мислам ова може пак да биде за било која зависност што сакате да откажете, ама еве сега ќе речем за храната. Секоја работа што правите од која сте зависни, нели е составена од компоненти. Прост пример. Ако имате проблем со чоколада, мора да знаете дека неговата компонента, нели, во најголем процент е шеќер. И сега, кога ќе се информирате дека шеќерот е опасен за вас, нели, да речеме дневно некој здрав човек треба да конзумира толку шеќер, и сега отприлика кажувам, и сега да речеме во тоа чоколадо има, не знам, 50 грама шеќер. И сега кога ќе ти текне дека во тоа чоколада, ако го изедам денеска, е 50 грама шеќер само во тоа чоколада. Да продолжиме напред. Овде сум пишал, да, исто кога одите во маркет, бар порано, кога бев мал, нели, кога си дете, и се што ти е цветкаво, црвена боја, ваков дизајн, таков дизајн на серијали, чоколади, чипси, било што, тоа се бои и брендови, нели? Ке пишам тука бои и брендови. Кога сватите дека сигарите, не знам, алкохолот, нели, шишињата како се дизајнирани, не знам, тој алкохол да не спомнам имиња, нели, ти има тие дизајн кој што ви е интересен на вас да го имате дома, нели, као шише. Многу пати сум приметил кај нас во културата македонска е кога ќе купиш шише од, не знам, од некој познат бренд за виски, ќе го испиеш, па дома го чуваш како за ракија, за 300 чура ќе ставиш во него, пошто ти си фасциниран од дизајнот на шишето. Така да имате во предвид кога се откажувате од било кои работи, кога ќе ги break down the components, значи првото е од што е составено, има шеќер многу во тоа, пример за чоколада, бои и брендови. Имате во предвид дека сите тие бои и форми и дизајни се е направени за да ви влијаат на вас да го купите тој продукт. Това е тоа. Тука сум пишал, да, значи еве и бургер да јадете. Мене кога ми текне, например, дека тоа месо не е чисто, нели сум пишал, не чисто месо, колку мрсноти има во него. Не знам и дали ставиле коен или магаре во него. Појма немам, нели, не знам што е направен пред кависара, нели? Исто и бурек, ја обожавав бурек до пред некое време, ама кога сватив
колку е солен тој бурек, бидејќи сега сум на диета каде што ја намалувам драстично солта и шеќерот истовремено и сега се што ќе пробам бурек, например, има премногу сол. И мене буквално пола ден ми се пие многу вода. Нака, знам да испијам цело шише вода од литро и пол, само поради тој бурек. Така да не ми се сплати некако да го јадам бурекот, бидејќи се наштетувам сам на себе, нели? Исто важи за сигари, исто важи за алкохол. Што е составено пивото, пример. И во пивото има шеќер, алкохолот, нели, фруктоза, шеќер. Тоа пиво како го испијам, па има многу шеќер во мене. Има и алкохол во него, има и 300 глупости во него. Така да, кога ќе ги прекршите, кога ќе ги видите од што е составено тоа од кое што сте зависни, многу ви е полесно да ја сватите големата слика. Секој ден денеска, ако шетам некаде, пример, не знам, у маркет, знам дека тие бои веќе не ми се интересни, пошто знам дека тој продукт не е здрав, нели? Исто и чоколадава, знам колку шеќер има во него. До пред некое време уживам да пијам оние чај со млеко, има во првото видео баш пијам такво, и на крај сваќам колку шеќер има во него, колку кофеин има во него. Знаеш, онака, ја го пијам капучино, кафе со млеко, нели? Знам дека во млекото има лактоза што мене не ми гори. Мене не ми гори. Така да, мора да знаете што е составено тој компонент и да имате во предвид друг пат кога ќе имате некоја слабост да постигнете до некоја зависност, мора да знаете таа зависност од што е составена. Океј, ви се допаѓа ова, да? Ви го држам фокусот, однака вие сте со мене, така не сте го провериле телефонот или било што, ова е многу важно да знаете и се работи за вас, океј? Мене ми помогна, така да сакам да ви помогнам и на вас и се надевам дека нешто ќе извлечете некој заклучок од ова видео. Продолжуваме уште подлабоко. Океј, оваа точка е за крај, мислам дека е онака го заокружува себе ова што зборев во овој влог. Утвари, ова не е влог, ова е како чилно, нели, да сме како да ви презентирам некој предмет по зависности, како психологија, филозофија на живот, whatever, anyway. Ова се вика да го деградирате таа зависност. Деградирање. Што сакам да кажам по тоа? Ова може да те поврзи со претходната точка, каде што кога ќе ги прекршите компонентите на таа зависност, ова се вика не ги деградирајте, фактички не и давајте важност. Нема да кажете, пример, ќе се напијам кафе, ако ви пречи кафето, нели? Или, леле, тој хамбургер колку е добар, колку е вкусен. Не, тој хамбургер е многу штетен. Тој бургер е многу штетен. И кога речеш дека не зависиш веќе, не си веќе, немаш токава страст да го правиш тоа, или, например, кога одев таму и таму, ќе пушам сигара, знаеш, онака, ќе се осеќам добро, ќе пушам сигара, колку е добро пушење во сигари. Не, пушењето во сигари е штетно. Штетно. Или за време на фудбалски напревар, порано не може да се замислам да гледам фудбал, а да не се напијам 2-3 пива, онака да се зрвам јако, нели? А сега па го деградирам пивото, сваќам дека пивото и не е толку битно, пивото не е толку потребно за да можам да го изгледам на превара. Исто имаше едни грицки што ги обожавав многу, тука во Австралија и се прилично солени и се многу калорични. Сега со секој гледање филм морам да ги имам тие, морам да ги јадам. И сега сватите дека ако ги намалам тие не се толку вкусни. Така си го лажам мозокот, не се толку вкусни, тие се највкусни, значи нема нешто подобро во животот, ама многу има сол. Кристијан, дали сакаш сол да едеш? Не ми штети на бубрезиве, ми штети на моето здравје, ќе пијам вода цел ден, го деградирам доле, окей? Исто важи и за истите гритки, нели? Калории. Имаат многу калории. Мислам во едно малечко пакетче има као 1000 калории, ми се чини како еден огромен хамбургер. Сега си викам, зашто би го јадал тоа кога можам да јадам салати или
други работи, пуканки нешто што е волуменско многу, а па нема многу калории. Така да кога ќе сватиш дека окей, не е лошо од време на време да пробате, нели, ама го деградирате. Моја спуштате важноста на све она што сте уживале, моја спуштате важноста. Сваќаш дека пример порано ќе беше да се напијам пиво, ќе си поминам топ во град. Не, можеш да си поминеш топ со добро друштво, на добро место и со вода, нели, буквално со вода. Исто и порано, брат, морам да пушам трева, се секам хај и ќе ти поминам убаво, не знам, во Охрид некаде на плажа или било каде, брат, ако пушиш еден пиш, ќе ти поминам, добро брат, 40 ќе биде топ, ќе се поминеме, топ. Не, тебе ти е досадно и ти сакаш да избегаш од нешто, нели? Ќе го деградирате тоа, сваќате дека можете да ти поминете убаво со сам себе. Вие мора прво да се бидете интересни сам на себе, пред да ви биде интересно друштвото, местото и така натаму, нели? Сите ние знаеме дека нашата перцепција зависи од нас, како ние го доживуваме, ја доживуваме реалноста, нели? Не мора да пиеш. Еве, јас сум жив сведок. 8 години не пијам, 4 години не пијам, 7 години без фиш и 7 години без цигари. Мене ми е топ. И јас сум навистина среќен да доживеам нешто ново, да пробам нешто ново, некое ново јадење, не знам, од некоја друга култура. Не мора да скапа, може да е $1, а да ми биде интересно дека не сум го пробал претходно. Дај денеска да излезам од моето секојдневие, од мојот секојдневен распоред и да пробам нешто ново, нешто да го купам, да го пробам и да речам сум излегол од моето секојдневие и сум го пробал тоа, имам слободна волја, нели? Исто како за крај за оваа точка, ако пиете пиво, да речеме имате страст да се напиете пиво, нели? Мора да ви текне дека следниот ден голема веројатноста дека ќе имате главоболка. Ќе имате лошо расположение, ќе не можете да работите, ќе не можете да се посветите на вашите дечиња, на вашата сопруга, вашиот сопруг, нели? Така да имате во предвид секојаш. Сега ви давам само пример со пивото, алкохол, било што. Кога ќе го направите тоа, кога го пробате тоа, ќе имате главоболка. Ако јас ја пробам оваа закуска, што ќе се случи? Ќе ми се пие многу вода, ќе има многу калории, веќе не можам, сум пуштил стомак, нели? Сакам да изгледам убаво на мои 33 години, сакам да изгледам убаво. И сега кога ги правам овие работи, им придавам важност на хамбургерот, пивото, не знам, ова, тоа, ја фактички се деградирам себе си за нив, за тие зависности. Не, ја ги деградирам нив, нема да им давам толку многу важност, они не се толку битни во мојот живот. Јас ќе се кренам себе си, јас ќе бидам тој што ќе успее да се издигне на тие зависности. Јас сум тој силниот, јас можам да го направам тоа. Можете и вие. Фала ви на сите што го гледавте видеото, мене ми се допаѓа што имам можност вака преку YouTube, преку влогови да влијам, нели, на позитивно на вас. И само да знаете, не е ништо страшно, не е ништо срамота ако имате некоја зависност. Сите ние се бориме во одреден дел од животот со некоја зависност. Мојата цел е вие да си ја вратите контролата во вашиот живот и да не се срамите да признаете кога ќе знаете дека всушност има решение. Што јас сум се откажал од цигари, сум се откажал од фиш, вака јавно зборувам или за тоа, сум се откажал од алкохол, од цигари, од трева. Мислам дека секој може да се откаже од било што. И да имате некоја зависност во животот, нели? Зборам за некоја зависност што ви прави проблем во вашето секојдневие, секогаш ќе се навратите на ова видео, ќе знаете дека сите тие зависности се составени од одредени компоненти, од кои вие можете да го растурите тие компоненти и да научите како да се изборите со таа зависност. Сега, како што реков и на почеток, убаво е да има една зависност која што ќе ја негувате, нели? И не е страшно некогаш ако сакате да пробате хамбургер или да јадете тие глитките што ми се омилени или да се напиете на чашка, ако имате самоконтрола, ако може да се договорите сам со себе, во петок ќе се напијам едно пивце 2 и цела недела не пијам ништо,
тогаш окей, не е ништо страшно. Само да знаете дека некои зависности се потешки од другиве. Значи, ако изедете еден хамбургер, многу е помалку штетно од еден фиш, да испушите, пошто фишот знае да ви направи проблеми, нели, си игра со вашиот мозок. А хамбургерот не е толку страшно ако јадете некој поквалитетен хамбургер, каде што има добро месо, не ставате кетчуп, мајонез во него, многу и лепче, така натаму и салата ставате во него, не е ништо толку страшно. Така да имате на ум дека не е ништо лошо да бидете зависен од одредени работи, пробајте тие работи да ги минимизирате со помош на овие техники што ви ги презентирав денеска. Ако сакате да негувате некоја зависност што не е многу штетно, пробајте го тоа еднаш неделно и така натаму. Меѓутоа сврсто верувам дека да си оставите некоја една зависност која не е многу штетна за вас, да си имате, а па други работи ако успеете да ги совладате, ќе си бидете многу благодарен на себе, ќе имате чист, бистар ум и ќе бидете едноставно примери за вашите блиски. Фала ви многу уште еднаш да што бевте со мене во ова видео, па се гледаме во некоја наредно. Чао! Бум! Океј, јас се обидов да избегам од вас за ова прашање, ама ајде, ме фативте. Океј, која е мојата една зависност, нели јас имам една зависност која си ја негувам, нели, а тоа е мојата зависност од храна. Многу сум љубител на храна, многу сум љубител на да пробам нешто ново, да речеме, бидејќи сега во Австралија тука ми се отвори апетитиве, сега си ја држам килажата под одредена граница, да речеме, тоа ми е окей. Меѓутоа има толку многу народи, толку многу разни култури, што едноставно не можеш да се воздржиш да пробаш. Има индиска храна тука, има либанска кора, има, не знам, виетнамски сендвич, има, појма неам, има австралиски митпаи, нели? Или има италијанска пица таму и таму и таму. Значи, мене ми е голема слабост храната и преку тоа учам за другите култури, така да не го сметам како нешто многу лошо. Меѓутоа, ете, кога веќе ме фативте и мора да ви признам мојата една зависност која е, така да очекувам и во коментари вие. Да, вие, немој да бегате од мене, ќе ме фатив и вие да признаете која е вашата една зависност која што не е многу штетна. Така да, тоа е тоа. Се гледаме, чао.